Она што треба да се направи во иднина е тоа што треба да се направи следниот чекор, а тоа е да се спои синергијата во културното и природното наследство и ова е првиот чекор во таа насока, бидејќи изнесувајќи го културното богатство во овој регион кој што траел од преисторијата па се до денес, заедно со биогеографската целина, ќе се направи првиот чекор кој што ќе може да помогне во добивањето на еден документ со кој што ќе може да се излезе пред УНЕСКО и да се побараат овие важни за нас содржини. Важно е да се нагласи дека Европската Унија во последните години многу посветува внимание на природното и културното наследство како синергија, како една целина, и Советот на Европа има донесено декларација во 2014 година, Обединетите нации во 2015, Европската Унија во 2017 година, токму во оваа насока да се обезбеди синергија помеѓу природното и културното наследство и да се третираат како целина. Најнепосредната цел на оваа конференција ќе биде публикувањето на рефератите во научното списание на Институтот за старословенска култура 47/2. Тоа е меѓународно научно списание што го издава Институтот за старословенска култура и со тоа добиваме на некој начин писмен доказ за научната верификација на овие вредности да кои изборуваме, а во практична смисла тоа значи дека ќе ни помогне да го заокружиме планот за управување со биогеографската целина, што во суштина е устав на просторот, на заштитениот простор. И второто ни дава основа за подготвување на досие за номинација на постојаната листа на УНЕСКО. Веројатно знаете дека покрај Охридскиот регион единствено Маркови кули се наоѓа на листата на УНЕСКО од Република Македонија. Значи немаме други вредности на нашиот простор, независно што за себе ние мислиме. Така што со ова постапка рачунаме за скоро време да добиеме верификација за отпочнување на постапката за постојаната листа на УНЕСКО, тоа значи влегување во системот на исклучителните природни и културни содржини во светот. Уште во јуни 2004 година е ставено на привремената листа на УНЕСКО како светско природно наследство. Еве, без малку поминуваат 15 години, меѓутоа од тогаш до сега не сме направиле ништо во тој поглед да Маркови кули стане и на официјалната листа како светско природно наследство. Тоа е светски раритет, зошто е? Релјефните форми пред се, геолошкиот состав, иако и кај Маркови кули се забележуваат и културни знаменитости, низ цивилизациите што станале манастири и кули и така натака, меѓутоа првенствено самата природа, самиот релјеф е уникатен од светски рамки. На вака мал простор, така мноштво на голем број појави релјефни форми, така наречен денудацијски релјеф, во светот се забележуваат на малку локалитети. Едно од нив е Кападокија, светски познатата Кападокија во централниот дел на Турција. Кападокија во годината е посетуваат 4 милиони туристи. Не знам колку Маркови кули годишно го посетуваат, веројатно 1000 до 2-3 луѓе. Меѓутоа, ако би била на официјалната листа, како светско природно наследство, Маркови кули би имала гости од странство како што има Охридското езеро во една сезона.